Верските заедници ја поддржуваат трансплантацијата на органите. Ставот на православната црква во поглед на органодарителството е недвосмислен, бидејќи како што посочуваат, на тој начин помагаме да се спаси и продолжи нечи живот. Отец Азески вели дека преку проповедите и контактите со верниците тоа јасно го искажуваат и нагласуваат. Тоа произлегува од длабокото учење на самата црква дека животот е најголем дар, што Бог ни одарува, треба да го цениме и почитуваме. А во исто време пак не смееме и да заборавиме дека Свети Јован апостол евангелист во Светото писмо има многу убаво напишано, велики, нема поголем дар од тоа животот свој да го дадеш за ближниот свој. Значи црквата секој одговор на секој едно прашање што се јавува во јавноста го темели врз учењето на Светото писмо и искуството на црквата предадено нам преку Светото предание. И од католичката црква го имаат истиот став, тие вела дека донирањето органи е херојство и ги повикуваат и потикнуваат верниците да донираат органи. Се поаѓа од христијански аспект, односно од учењето на нашиот Господ Исус Христос, дека нема поголема љубов од таа љубов кога човек ќе го даде својот живот за другите, за ближниот. И оттаму органодарителството е израз на љубов или како што покојниот папа Јован Павле II тоа го нарекува херојско дело. Од исламската заедница пак порачуваат дека органите може да се даруваат бидејќи кој ќе спаси еден живот како да ги спасил сите луѓе. Аллах Дул Джелал ни кажува во Куран Алемушан, а кој ќе спаси еден живот како да ги спасил сите луѓе, сура Ел Маиде, ова докажува дека ние во суштина треба и би требало да му помогнеме на секој што има потешкоти во животот. Една од тие е донирање на органите. Инаку свеста за донирање органи во земјава се уште е на релативно ниско ниво, а се поголем број лица чекаат на листите за пресадување орган. Нина Ритоновска, Сител телевизија.